Добро вечер, почитувани гледачи. Ова е ТВ објектив на ТВ телевизија. Како што одеше и најавата, денешен гостин, мој драг гостин во ТВ објектив, Сашо Стефановски, наш охриѓанец, државен секретар во Министерството за одбрана. Добро вечер, добре ни дојдовте. Добро вечер, Тања. На почеток секако да ги поздравиме гледачите на НТВ и поздравиме охриѓаните. Се разбира, очекувам вечерва да одговориме на некои прашања, можеби да разјасниме некои дилеми и да ги запознаеме охриѓани повеќе околу активностите на Министерството за одбрана. Предпладнево бевме на Мауцкер, значи многу убав чин кој што го очекувавме подолго време, еве конечно Мауцкер предаден на локалната самоуправа. Денеска сум посебно среќен затоа што исполнувам едно ветување кое што јас лично го дадов пред медиумите и пред граѓаните пред неколку месеци. И особено сум среќен затоа што како охриѓанец можам да придонесам за отварање на една нова перспектива за градот Охрид, тоест можност за формирање на една мала индустријска зона која за незагадувачка индустрија која што во суштина ќе биде искористена за отварање на нови работни места. Тоа е новата перспектива на охриѓани. И како што кажав, сум посебно среќен и горд поради тоа, бидејќи можев како државен секретар во Министерството за одбрана да помогнам во процесот, тоест локалитетот Мауцкер, кој што армијата на Република Македонија и Министерството за одбрана го имаат прогласено за несуштински имот, го предадеме на општината Охрид. Се работи за извонредно добра локација, која што е многу блиску до патна инфраструктура, што е навистина потребно за индустријски капацитети и за компании кои што сакаат да инвестираат. Ќе биде блиску до новиот автопат, кој што ќе поминува во непосредна близина, така што таму се исполнети сите предуслови за да се овозможи на заинтересирани домашни или странски компании да отворат капацитети и да помогнат и го подобрат животниот стандард во Охрид и отворат нови работни места за охриѓани. Колкав имот од Министерството за одбрана преминува сега веќе на локална со Мауцкер? Локалитетот Мауцкер има 13 објекти кои што зафаќаат површина од 1530 квадрати како површина на самите објекти, но се работи за многу поголем имот како земјиште кое што припаѓа на локалитетот Мауцкер. Таму би го поделил имотот на земјиштето во два дела, и тоа дел кој што е во рамнина и дел кој што на ридски дел. Се разбира, делот кој што е во рамнина и кој што ќе биде искористен за формирањето на индустријската зона е тоа што треба да ни интересира компаниите. Денес имавме прилика и од локалната власт и од директно од градоначалникот Бакрачевски да слушнеме дека таму се планира индустријска зона со површина од околу 29 хектари, што се разбира е сосема солидна површина и сосема солиден план за развој на еден таков тип на индустријска зона која што локалната самоуправа планира да ја направи во наредниот период. Така, значи вие чекорот го направивте, сега во некоја следна прилика градоначалникот ќе ни ги открие детално, да речем, плановите за тој потек и заинтересираните страни за таму. Уште еден интересен, атрактивен имот на Министерство за одбрана ќе премине на локална самоуправа, и тоа е 1/3 нели од касарната која што беше во Охрид лоцирана. Кога тоа треба да се случи, значи дали тоа ќе биде за брзо? Касарната во Охрид во минатото беше средиште на голем број припадници на армијата на Република Македонија и бившата ЈНА, но со преструктурирање на армијата на Република Македонија и рационализација на капацитетите, касарната во Охрид практично е предвидена за предавање на локална самоуправа и прогласена како имот за кој што Министерството за одбрана и армијата немаат потреба. Од таа причина ние како институција влеговме во процес на парцелизирање на таа касарна и предавање на заинтересирани институции. Касарната во Охрид е со завидлива големина, значи се работи за исклучително голем простор. Еден дел од касарната веќе е предаден на Министерството за образование и наука и во нивните планови имаат предвидено градба на едукативни комплекси, универзитети и така натаму, кои што
ќе стартува за многу брзо време, можеби и оваа пролет. Друг дел е даден на Министерството за внатрешни работи и третиот дел е предвиден да се предаде на општина Охрид. Станува збор за отприлика 25.000 квадратни метри, кои што Министерството за одбрана, штом ги завршиме процедурите кои што се потребни за да ја одделиме парцелата која што треба да ја дадеме на општината на од другите парцели, ќе ја предадеме на општината. Во моментов се работат во соработка со локалната самоуправа во Охрид, ги работиме нумеричките податоци во соработка со катастар. Нормално, штом ги завршиме тие процедури, со одлука на влада, верувам дека владата повторно ќе излезе во пресвет како и за локалитетот Мауцкер, со одлука на влада тие ќе ги пренесеме во собственост на Охрид. И таму општината ќе може да планира соодветни политики за развој на тој дел на градот и воопшто на градот Охрид во целина. Зашто уште еднаш потенцирам, се работи за околу 25.000 квадратни метри простор кој што Министерството за одбрана предвидува да го предаде на општина Охрид. Така, со тоа ќе се растерети голем дел од институциите во самиот центар, во самиот град, ќе заживее тој дел. Затоа што досега жителите се жалеа дека многу и лисици се собираат во тој потек, значи како ругло беше на некој начин, но се надеваме дека за брзо време сето тоа ќе се Мора да се има во предвид дека се работи за голем простор кој што побарува голема човечка сила да се обезбедува и одржува. Од причина која што претходно ја напоменав дека како Министерство за одбрана и армија на Република Македонија во моментов немаме потреба од користење на тој простор, затоа и за оплеменување на тој простор, и за урбанизирање на тој простор, и за одржување на крајот на тој простор е најдобро да се пренесе собственоста на локалната самоуправа, затоа што веќе таму покрај планирање на развој и тој дел би се урбанизирал и би се направил прикладен и за самата околина. Така. А што е со Центарот за обука на вода? Значи, во една прилика најавивте дека се планира да прерасне во регионален центар. До каде се тука плановите? Мора да се има во предвид дека ние како институција засилено работиме на промоција на нашите капацитети и во регионални рамки. Значи, можам слободно да кажам дека армијата на Република Македонија во последните години значително го има подигнато степенот и на обученост и на подготвеност. Нашите експерти во одредени области би можел слободно да кажам дека се на врвот во регионални рамки и од тие причини би сакале ние покрај човечкиот капитал кој што минатите години го создававме во армијата на Република Македонија и Министерството за одбрана да го подкрепиме и со други ресурси кои што ги имаме на располагање за да може да ја промовираме државава и во регионални рамки во сегментот одбрана. Од тие причини Центарот за обука на вода е еден од оние центри кои што се разбира во перспектива може да станат гордост на македонската армија и се разбира на охриѓани затоа што е лоциран на територија на Охрид покрај каналот. Така што во наредниот период планираме да го подигнеме нивото на Центарот за обука на вода со додавање на некои нови моменти и тој да добие едни регионални димензии, затоа што мора да се има во предвид дека македонските војници дел од обуката на вода ја спроведуваат и во Центарот за обука на вода или тој е еден од логистичките центри кои што ја помагаат обуката на вода заедно со центарот кој што го имаме како армија на Република Македонија кој што е лоциран во Радожда од другата страна на езерото. Се разбира тука како што знаете ние пред неколку месеци го пуштивме во употреба ремонтираниот воен брод кој што неколку години за жал стоеше на сувост, конечно го вративме во вода. Планот ни е во наредниот период да создадеме некоја комуникација и соработка со капетанијата во Охрид, тоест Министерството за транспорт и врски, покрај намената на тој брод за обука, да го користиме и за
можеби некоја соработка помеѓу институциите или да го ставиме во функција како брод кој што би можел да се искористи при некакви асистенција при некакви несреќи или катастрофи на Охридското езеро. Значи, генерално земено Центарот за обука на вода има одлична локација, имаме добра перспектива за него, останува тоа да го реализираме во наредниот период со силно вложување пред се во човечкиот потенцијал кој што е на располагање во Центарот за обука на вода. Има ли војници во моментот во Охрид? Колку има и дали се тие исклучиво таму стационирани во Центарот за обука на вода? Од Охрид во моментов во служба на Армијата на Република Македонија, од Охрид и околината се околу 30 професионални војници. Дел од нив се во Центарот за обука на вода, меѓутоа во Центарот за обука на вода покрај Охриѓани имаме и од другите градови, што е нормално затоа што мора да се има предвид дека војниците во служба на Армијата на Република Македонија значи нивната работа е мобилна, значи не е предпоставува дека тие задолжително мора да работат во местото кое што живеат, така што дел од војниците кои што се жители на Охрид служат во касарната во Кичево, дел се во Центарот за обука на вода, можеби дел во моментов од нив и се распределени во Велес или во Куманово согласно потребите и задачите кои што произлегуваат од нивната служба. Тоа е една од работите при која што секој кој што сака да биде војник треба да има на ум дека да се биде војник значи дека треба да се биде подготвен, да се живее на повеќе места, тоест мобилноста да биде вклучен дел од неговиот пристап кон работата. Така. Некако емисија започнеме со охридски теми, поточно поврзани објекти во Охрид со Министерството за одбрана. Ќе ве навратам на уште еден, поточно ќе ве замолам да објасните повеќе за самиот автокамп во Светинаум. Значи се доградуваат тука објектите, докаде се тука активностите и плановите кои се на Министерството за одбрана. Добро, некои работи вреди да ги пофалиме, некои работи треба да констатираме дека можеби поспоро одат. За жал, автокампот Светинаум, познатиот воен камп, можеби во моментов е во ситуација која не е баш најпозитивна. Се разбира, останува во наредниот период да најдеме соодветен механизам да ги довршиме градбите кои што се почнати пред неколку години, затоа што самиот автокамп е замислен на тој начин што камп приколките би се замениле со бунгалови кои што ќе бидат од тврда градба. Замислата пред неколку години била да се подигне нивото на кампот, тоест да сместувачките капацитети бидат на многу повисоко ниво. За жал, од одредени причини кои што настанале во периодот кој што изминал, работата таму е стопирана. Имавме проблем со фирмата која што беше изведувач, така што во моментов правиме пресек или имаме во план да направиме пресек на тоа што е направено, за да може многу брзо да го реактивираме процесот. Значи, јас можам слободно да кажам дека тоа ќе се случи, но претходно мора да расчистиме некои односи кои што настанале со претходниот изведувач. Значи, проектот останува како зацртан и како таков? Автокампот во Светинаум е предвиден како место во кое што припадници на Армијата на Република Македонија би можеле да практично го користат својот годишен одмор, тоест се рехабилитираат после годишната служба во армијата, и од тие причини јас сум убеден дека во наредниот период ќе знаеме начин да ја надминеме ситуацијата и да го конечно го ставиме во функција и тој дел кој што е почнат пред неколку години. Најавувавте изградба на станови за припадници, поточно за професионалните војници. Докаде е овој проект? Дали ќе започне да се градат тие станови и дали има интересни линии на страна? Да, значи се работи за проектот Арама мој вистински дом, кој што е најавен во програмата на владата на Република Македонија и составен дел на програмата за работа на Министерството за одбрана. Во моментот се работи на изготвување на проектна документација и се работи на идејно решение за како ќе изгледаат зградите. Можам да кажам слободно дека
На почетокот на зародишот на овој проект се објавил конкурс за пројавување интерес на припадници на армијата на Република Македонија кои што се заинтересирани да го решат стамбеното прашање. За жал интерес е покажан само во Скопје, не е покажан интерес во останатите делови од државата или не е толку интересот за да може да се исполнат условите да се гради барем една зграда. Затоа во првата фаза ние почнавме со активности за реализација на овој проектот во Скопје и тоа до касарната Илинден. Се подготвува идејно решение, тоест градба на станови за околу 500 припадници на армијата на Република Македонија и важно е да се напомене дека цената на чинење на квадратот ќе биде околу 500 евра. Значи секој припадник на армијата на Република Македонија кој што се пријавил и избран на конкурсот дека ги исполнува условите, ќе може да го реши своето стамбено прашање по цена од околу 500 евра за метар квадратен, што за услови во Скопје е исклучително ниска цена и на тој начин ние ќе овозможиме и ќе покажеме дека го цениме нивниот ангажман во армијата на Република Македонија со ваков тип на субвенциониран стамбен простор. Би сакал да најавам дека по финиширањето на проектот во Скопје или по завршување на прва фаза, дека ќе објавиме повик за интереси за останатите градови, пред се мислам на Штип, Велес и Прилеп, значи оние градови кои што и Кичево, оние градови кои што имаат касарни, затоа што во тие градови е концентрирана поголема бројка на војници. Проектот има многу хумана димензија, затоа што им се дава можност на припадниците на армијата на Република Македонија со многу минимални средства да го решат најгорливото прашање за секој човек, тоа е стамбеното прашање. Се разбира, мој фокус, мој личен ангажман е овој проект и се надевам дека во многу брзо време ќе може да ја објавиме и практично распределбата на становите во секоја зграда за тие 515, точната бројка е значи 515 луѓе кои што се квалификувани, за сите 515 ќе може да ја извршиме распределбата за да може заедно со останатите институции вклучени во процесот да почнеме со градба. Важно е да се напомене и да заблагодарам тука на Министерството за финансии, затоа што директно е вклучено во преговори со банките за понуда на исклучително поволна каматна стапка од банките за финансирање на откупот на становите. Значи војникот кој што добил, се пријавил за да откупи стан, ќе биде привилегиран да добие многу поволна каматна стапка од банките за да практично со кредит го отплати станот кој што го купува. Има ли конкурс нов за професионални војници? Мислам дека некаде 180 како бројка. Пополнетоста на армијата на Република Македонија овозможува Министерството за одбрана да планира и да објавува конкурси за вработување. Ние последниот период имавме еден конкурс кој што беше наменет за 170 припадници професионални војници. Меѓутоа тука нема да застанеме, значи планираме во наредните години да направиме еден и го имаме направено динамичен план за вработување на професионални војници, кои што се разбира ќе бидат вработени во армијата на Република Македонија. Тука би сакал да ги кажам условите за да ја појаснам на гледачите што е потребно да се биде професионален војник. Што да се биде професионален војник е потребна минимум средна стручна спрема, да имате служено доброволно воен рок, кој што воен рок е во служење во граници од 3 месеци, значи 3 месеци е служењето на воениот рок, кој што е на доброволна база, да не се постари од 25 години кога ќе се објави огласот за прием на професионални војници. Тоа се условите, а привилегијата е што платата која што ја примаат професионалните војници е една од подобрите во моментов кога се работи за лица со средна стручна спрема.
Ние планираме и во текот на 2014 година да објавиме конкурс за уште 250 професионални војници, но тоа ќе биде при крајот на годината, така што тоа е почеток на еден динамичен план кој што планираме да го спроведеме во наредните неколку години, се со цел да дојдеме до една 100% пополнетост на капацитетите на армијата со човечки потенцијал. Да се биде професионален војник не е само обврска, туку е привилегија, но и изразено чувство на патриотизам на секој оној кој што се пријавува да биде професионален војник, затоа што тие луѓе служат за интереси во име на државата. Одбраната е една од функциите на државата. Секој припадник на армијата на Република Македонија се разбира чувствува одредена одговорност и одредена гордост, затоа што го носи амблемот и грбот на Република Македонија на своето долу. А има ли интерес за нови конкурси, се пријавуваат ли? Би можел да кажам дека има голем интерес. Значи на последниот конкурс ние имавме пријавено преку 1000 луѓе. Но ако се гледаат бројките како е интересот по градовите, можам да кажам дека охриѓани не се многу се интересирани да бидат професионални војници и се разбира, се надевам дека ова интервју можеби би можело да допринесе да се зголеми интересот, затоа што повторно ќе кажам, значи професијата е многу одговорна, но и овозможува чувство на гордост што служите во таа институција. А кои се плановите на Министерството за одбрана за долгорочен развој на одбраната во Република Македонија, значи подолгорочно? Министерството за одбрана, како што споменав, бидејќи носи една од функциите на државата, тоа е одбраната, се разбира, планира стратешки во период од 10 години, што ќе се случува во овој сектор. Можам да кажам дека во моментов го усвоивме како ажуриран долгорочниот план за развој на одбраната, кој што значи една перспектива за Министерството за одбрана во наредните 10 години. Во тој план се запишани и спланирани сите активности што ние планираме да ги направиме. Планирани се моментите кои што треба да значат преструктурирање пред се на имотот на Министерството за одбрана, план за модернизација на армијата на Република Македонија, план за, како што споменав претходно, за пополнување со човечки потенцијал на единиците на армијата на Република Македонија, стратешки визии и интереси за нашата ориентација во евроатлантските структури, наша визија за дел од мировните мисии кои што во наредниот период ќе ги спроведуваме и некои нови визии. Би сакал да кажам дека по мене една од најсуштинските работи кои што во долгорочниот план за развој на одбраната ќе ги направиме, тоа е можноста за долгорочно планирање во инвестициони активности. Значи за прв пат ние ќе го дефинираме нивото на одбранбени комплекси, значи популарните касарни веќе терминолошки би се преименувале во одбранбени комплекси, што ќе овозможи категоризација на тие одбранбени комплекси и полесно инвестиционо планирање во наредните 10 години. Например, ако во еден одбранбен комплекс, тоест во моментов најголемата касарна ќе ја преименуваме во одбранбен комплекс категорија 1, има 2 до 3000 луѓе, значи во тој комплекс ќе треба да имаме спортска сала, вежбални, спортски терени, да ги имаме сите услови за припадниците на армијата на Република Македонија при работните активности, имаат можност и за останати тренинг процеси, и за едукативни активности, и за простор за релаксација и одмор, и за соодветни услови за исхрана. Можам да кажам дека тоа значи едно менување на пристапот, значи по суштинско и систематско планирање, што се разбира ќе овозможи едни похумани услови за работа на припадниците на армијата на Република Македонија и подобра нивна борбена подготвеност во секој случај. Какви ни се односите со нашите соседни земји, да речем? Би сакал да кажам дека во делот на одбраната имаме исклучително добри релации со скоро сите соседи.
Ние како институција секоја година планираме и потпишуваме билатерални договори со повеќе земји, не само од опкружувањето, туку и подалеку, но конкретно со нашите соседи во делот на одбраната имаме добра соработка, пред се во делот на размена на искуства, размена на кадар, кој што е многу значајно во армиските работи, и заедничко планирање на некои регионални активности и вежби. Тука би сакал да го споменам како многу позитивен пример е развојот на балканските медицински сили. Република Македонија, и ево ексклузивно тоа го најавувам во вашата емисија, Република Македонија ќе е предводник на балканските медицински сили кои што се замислени како единица која што ќе биде подготвена да одговара на катастрофи во регионални рамки. Че во таа единица ќе има капацитети од повеќето земји од регионот, но ние штабот на таа единица ќе биде во Скопје и при, не дај Боже, некоја катастрофа од регионален карактер, тие балкански медицински сили, нормално во нив ќе има медицински лица и војници кои што ќе одговараат на тие предизвици. Исто така вредно е да се спомене и соработката која што ја воспоставуваме со дел од земјите од А5 форматот. Тоа е регионалниот пристап за противвоздушна одбрана. Хрватска е земја која што како членка на НАТО, која што го води процесот. Во тој процес сме ние, Црна Гора и Босна Херцеговина. Идејата е со заеднички капацитети создаден еден систем кој што ќе овозможи размена на податоци и подобра контрола на небото или подобро препознавање на различните закани кои што би можеле да се случат и нормално подоцна развивање на капацитети кои што ќе значат справување со тие закани. Ова се мал дел од активностите кои што ги правиме во таа насока, но мислам дека се многу добар пример, како два примера да го сватат вашите гледачи пристапот кој што го имаме. А имаме ли доволно опрема, значи или ќе се набавува можеби и нова? Сепак ќе се примаат доста и професионални војници, сепак треба да се мисли на секој поле, не само на подигањето на исполнетоста со човечки капацитети и нормално предизвикува одредени планирања кои што значат зголемување на опремата, основната опрема или модернизација на веќе онаа која што имаме, така да во долгорочниот план за развој на одбраната предвиден еден план за опремување кој што е многу добро испланиран во релација со потребните капацитети и ресурси кои што ги има македонската армија во овој момент. Така што верувајте, македонската армија е во добра кондиција, добро обучена, со неколку моменти се дава една нова перспектива. Јас би сакал тука да го споменам, исклучително е значајно донесувањето на измената на Законот за служба во армијата на Република Македонија, со која што се даде нова перспектива на професионалните војници. Значи, два пати до сега, прв пат до 2007 година, втор пат до 2012 година, беше подигната возрастната граница која што може да служат припадниците на армијата на Република Македонија од професионалниот состав. Од 2007 година беше подигната до 35 години, до 38 години, а во 2012 таа граница беше подигната на 45 години. А сега со измените на законот, зашто лично би сакал вака да ја истакнам благодарноста и до владата на Република Македонија, трајно се решава статусот на професионалните војници. После навршување на 45 години, тие ќе бидат распределени во другите државни институции, нормално со постојано вработување. Дел ќе користи Министерството за одбрана од нив, дел ќе бидат прераспределени во Министерството за внатрешни работи, дел ќе бидат прераспределени во граничната полиција и други институции кои што ќе имаат потреба од нив. Значи, со ова ние сакаме да укажеме дека навистина се грижиме за луѓето во армијата на Република Македонија, зашто луѓето ја прават армијата. Од нивната мотивираност за работа, од нивната подготвеност, од нивната
психофизичка спремност, од нивното здравје зависи нивото на кое што е македонската армија. Така да верувам, силно верувам дека со оваа мерка тие ќе бидат и помотивирани, тие ќе се трудат во текот на работниот век во армијата на Република Македонија да бидат на потребното ниво за да може да им биде продолжен договорот до навршување на 45 години, затоа што како што споменав, после 45 години ние даваме на сигурност за нив и за нивните семејства, тоест овозможуваме нивниот работен однос да се трансформира во постојано вработување, што значи сигурна пензија, што значи можност за нив и нивните семејства долгорочно да си планираат активности кои што се многу врзани со финанси, така што се разбира тоа е една хумана димензија која што ние понудивме во изминатиот период. И дополнително, бидејќи во јавноста се разви една дебата што се оние лица кои што во моментот пред да се доноси измената на законот за служба во армијата на Република Македонија прв пат во 2007 година, втор пат во 2012, непосредно пред тоа излегле од армијата со основна старосна граница, ние сериозно го разгледавме тој предлог, направивме одредени анализи во нашата институција и во владата и донесовме пред некое време, тоа собранието го изгласа законот на иницијатива на пратеничката група на ВМРО-ДПМН е тоа да законот важи ретроградно. Значи сите оние луѓе кои што ја напуштиле армијата по основна старосна граница од почнувањето на професионализација на армијата па до денеска, а кои што се со статус невработени лица во Агенцијата за вработување заклучно со 31.12.2013 година, тие ќе бидат вработени со трајно вработување, како и оние кои што после 45 години ќе напуштат армијата. Со што го затвораме кругот и конечно нудиме една убава перспектива и се надевам с голем интерес на останатите луѓе, млади луѓе за служба во армијата на Република Македонија. Ја откривме поголем дел од плановите на Министерството за одбрана, но на крај не можеме да не прашам, значи сепак Сашо Стефановски од Охрид, како гледа на развојот на Охрид во овој период? Често сте тука, значи често сте и во комуникација со градоначалникот, вие помогнавте професионално оноко колку што можете, но сепак како ви изгледа Охрид и каде го гледате Охрид за неколку години? Морам да кажам дека Охрид сум го гледал од неколку перспективи. Пред се како охриѓанец, како човек кој што живее во градот и се соочува со истите проблеми како што се соочуваат нашите сограѓани. Сум се соочил од перспектива на носител на државна функција, претходно како државен секретар во Министерството за локална самоуправа, сега како државен секретар во Министерството за одбрана, и морам да констатирам дека на Охрид неминовно му треба развој. Во која смисла? Охрид мора да нуди перспектива за домашните и за странските инвеститори. Затоа што човек или компанија доаѓа да инвестира само доколку му ги понудите вистинските можности. Охрид во наредните години го гледам како туристички центар, но и како центар кој што ќе понуди можност за странска компанија да дојде и да ја направи својата инвестиција. Исклучително е важно да се направи една синергија помеѓу овие два процеси. Охрид во минатото беше индустријски град. Во плановите на поранешните влади не се развивал како туристички центар. Така да од една тешка транзиција која што му се случи на Охрид и во која што илјадници граѓани и охриѓани останаа без работа. Единствената опција им беше спасот да го бараат во можеби нивниот обид да направат некаква туристичка понуда. Мислам дека треба сега да биде една симбиоза направена меѓу тоа што беше Охрид во минатото и тоа што треба да е Охрид во иднината. Значи треба сите супстанци
да бидат добро вкалкулирани за да може Охрид да тргне конечно по вистинскиот пат. Нова перспектива се разбира ќе биде автопатското решение, Охрид Кичево кој што ќе даде една забрзана комуникација која што е значајна и за индустријата и за туризмот. И се разбира, јас сум тука како охриѓанец, како носител на државна функција во моментов со сиот свој капацитет колку што можам да помогнам во динамизирање на развојот на Охрид. Верувајте, слободно можам да го кажем ова, бидејќи со своји очи гледам како се развиваат другите градови во кои што има можност да дојде странска инвестиција, би можел да кажам дека тоа е нешто фантастично. Ќе го земам пример Кавадарци. Општината Кавадарци создаде услови за влез на странска компанија која што ќе возможи најмалку 3.500 вработувања. Замислете што ќе се случи во Охрид доколку дојде компанија па која што ќе понуди барем половината од тоа. Тоа ќе значи економски бум за Охрид и ќе значи нова перспектива за сите оние граѓани кои што можеби во минатото работеле во индустријскиот сектор, а подоцна не можеле да обезбедат вработување. Со ова локална самоуправа и како работи градоначалникот Бакрачевски, можам да кажам дека јасно се препознава таа перспектива и страна на локалната самоуправа, што мене особено ме радува и затоа секако без никакви резерви сакам да помогнам во тој процес, затоа што на крајот на денот нашите резултати се мерат по тоа колку ќе го подобриме животниот стандард на граѓаните и колку нови работни места би можеле да отвориме за невработените лица, затоа што тоа ќе понуди нова перспектива за нив и за нивните семејства. Така. Во секој случај какви се плановите за развој на Охрид, се надевам дека се ќе се реализира во целост. Исто така се надевам дека во следниот период повторно ќе се видиме и ќе разговараме за други теми и плановите на Министерството за одбрана. Ви благодарам на вистина што се одзовте на поканата и што бевте гостин во ТВ Објектив на НТВ телевизија. Благодарам уште еднаш до вас лично, до вашата телевизија. Благодарност до граѓаните на Охрид, затоа што охриѓани заслужуваат и локална и централна власт која што ќе се бори за нивните интереси. Тоа сега го имаат и верувам дека ќе го имаат и во наредните години. Благодарам. Почитувани, тоа беше ТВ Објектив. Денешен гостин беше Саша Стефановски, државен секретар во Министерството за одбрана. Ви благодарам што не следевте. Се гледаме точно за една недела со нов гостин во ТВ Објектив. Пријатно.